околу возењето со неприлагодена брзина, возење во алкохолизирана состојба и непочитување на пропишаните сообраќајни правила и прописи, секогаш апелираме и предупредуваме дека тие се три прекршоци со први најголем број на настрадани и второ, за нив нема никаква толеранција и најостро се санкционираат и оттаму во сите овие изјави кои ги даваме за медиумите, тоа го потенцираме и предупредуваме дека мора да се почитуваат пропишаните сообраќајни правила и прописи, да не се вози во алкохолизирана состојба и се разбира да не се вози со неприлагодена брзина, бидејќи секојдневно сме сведоци на последиците од тоа неодговорно однесување. Совеста на возачите се базира врз сообраќајната култура. Колку сме културни како народ, толку сме културни и ви соопраќаат. Изминатите години, заедно со партнерите од Министерството на внатрешни работи, со вас медиумите, Републичкиот совет за безбедност и сообраќајот на патиштата прави многу кампањи, на изглед овака изгледат чести и проформа, меѓутоа со апелирање и потсетување на граѓаните, со прикажување на последиците и споменување на санкциите и покрај тоа што тие санкции се ништо во споредба на човечките евентуални жртви, имаме и бележиме напредок во, да кажеме, подигањето на јавната свест и сообраќајната култура. Но за жал тоа е се уште на ниско ниво, бидејќи еве секојдневно сме сведоци, може 10 луѓе да се со висока свест во сообраќајот, доколку еден се покаже меѓу тие 10 со ниска свест и немање сообраќајна култура, ќе го расипе цела таа слика и може да донесе до несакани последици. Неносењето на појас според некои статистики е на пониско ниво од европскиот и светскиот просек. Процентот нема да ви го кажам бидејќи тој се менува. Генерално имаме бележење на зголемување на просекот на носење на безбедносен појас од година во година, но се уште тоа оди споро. Во секој случај многу повеќе се носат појаси, заштитни појаси во град и надвор од градска средина во однос на претходните години. Значи од година во година бележи зголемување, но се уште имаме, да кажеме, низок процент на појаси на задната клупа, бидејќи според закон сите треба да носат појаси и затоа и апелираме, ги потсеќаме и ги информираме секогаш граѓаните, бидејќи владе една, да кажеме, фама кај луѓето дека во гради не мора да се носат, туку само вон населени места. Значи сите овие законски правила и прописи се однесуваат и во град, и надвор од град и затоа ги потсеќаме, апелираме, имаме и кампања секоја година, стави појас за да се го спаси животот, така да, повторно ќе кажам, статистиката вели дека бележи зголемување на процентот на луѓето што носат појаси, но тоа оди споро. Неодговорното паркирање и така го загрозува сообраќајот и безбедноста во сообраќајот. Статистиката не можам да ја кажам. Сведоци сме секојдневно, не ни треба статистика. Факт е дека имаме една иронија да видиме автомобил од 100.000 евра како е паркиран на недозволено место и сопственикот кој платил 50 или 100.000 евра за возило да му е скапо да плати 70 денари паркинг, што само укажува колку е нашата свест и сообраќајна култура. Први, како ќе докажете дека некој го испрскал, освен ако нема очевидец или доколку не се погоди овластено службено лице да го види директно тоа, па да може да те санкционира. Се работи за совеста. Оној што ќе испрска пешак со возило, додека управува возилото, ќе испрска нечива мајка, сестра, жена, дете, другар, татко, дедо, само покажува каков е човек и тоа веќе не е работа ниту на советот, ниту на оние што се занимаваат со сообраќај, туку со некои медицински науки. Искуствата кажуваат дека само санкции или само превентивни укажувања не даваат резултати.
Една комбинација на санкции и предупредувања дава најголем успех, бидејќи повторно е до совеста. Има категорија на граѓани кои прават прекршоци и колку и да се санкционирани, продолжуваат да ги прават. Има граѓани кои ќе направат прекршок, па потоа го прават, ама гледаат да не бидат видени. Има и луѓе кои, има процент на граѓани кои од кога ќе бидат санкционирани, сериозно го прифаќаат санкцијата и во иднина не го повторуваат делото, условно речено. Значи една комбинација меѓу двете е најдобро, бидејќи само да казнувате не води никаде. Но исто така има и луѓе што ако им попуштате, нели, као и во животот, не знаат да ја сватат пораката. Но има три дела, три прекршоци за кои нема ништо освен санкција. Значи само санкција, парична или некоја кривична, а тоа е неприлагодена брзина, возење во алкохолизирана состојба и непочитување на сообраќајните правила и прописи, или во превод поминување на црвено. За тие три прекршоци нема толеранција.